Почитувани гледачи, нека ни е честит Илинден. Вие сте со отвореното студио на телевизија Нова. Како што знаете, Македонија и македонскиот народ денеска одбележуваат два најсветли или два од најсветлите датуми од својата понова историја. Тоа е Илинден 1903, кога на територијата на поранешна Турција, на поранешна Отоманска империја, е почнато Илинденското востание и создадена Крушевската република, че првите темели на македонската државност, и Астом 44-та, на истиот овој датум, кога и де факто и де јуре е создадена македонската независна држава во рамките на тогашна федеративна Југославија. Според предвиденото, председателот на Собранието Трајко Ваљановски ќе одржи говор за значењето на Астом. Добар ден, почитувани и славна Илинденска татковина. Голем поздрав до сите граѓани на оваа земја кои денес доаѓаат од сите страни, за да ги посетат местата на славната историја на Македонија. Голем поздрав и до сите оние кои со мисла и со збор, распрскани низ сите краишта на нашата татковина, се спомнуваат за Илинден. Денес насекаде ечи гордоста на нашата татковина. Денес насекаде сјае наследството на предците на овој народ. Денес повторно облика во сета своја слава како извор вода, крвта на комитите и на партизаните пролеена за Македонија. На овој ден, растурени низ градовите и села, повторно ја прегрнуваме Македонија. На овој ден и северот и југот на нашата земја говорат во еден глас. На овој ден и истокот и западот на Македонија го слават победоносниот крај на борбата за самостојна и независна држава. На овој ден и христијаните и муслиманите ја слават независноста на нашата татковина. На овој ден македонците, како и албанците, турците, ромите, србите, бошњаците и останатите и се радуваат на слободата, на демократијата и на единството. Драги пријатели, силно се пружени кон вечноста на Македонија рацете на народот кој денес е на мечки камен. Силно ечат тапаните низ горите Крушевски, кои слават жртвата на праведниците. Илјадници патриоти на Македонија денес се по сокаците и на улиците во историското Крушево, одзивајќи се на повикот на татковината. Дојдени со една цел, да го обележат и да се спомнат на достоинствен начин за делото на славните комити кои ни ја донесоа слободата. Затоа е голем поздрав тука од главниот град на Македонија до сите наши сограѓани во Крушево и во Крушевец. Истовремено, да спротивниот крај од Македонија, во Пелинце, другиот дел од нашата Македонија, го послуша својот знатеше глас и дојде да им одаде почит на борците од Народно-ослободителната војна. Илјадници луѓе дојдоа во овој крај за да им одадат почит на партизаните, кои како и нивните историски предци, комитите, се откажаат на милото, за да можеме ние денес слободно да живееме. Гласот на партизанските одреди денес одекнува низ овие северни краишта на нашата татковина. Гласот на борците за слобода денес повторно се развија низ овој дел од македонската земја. Знамето на партизаните денес е силно развијано на македонската почва и ќе остане да се вее низ вековите се до вечност. Како и пред повеќе од 60 години во манастирот Свети Прохор Пчински, која започне да се гради слободна Македонија. И денес со крв натопено знамето на партизаните сведочи за континуитетот на борбата за мир и за слога во земјата на граѓаните на Македонија. Сите градови и села на Македонија денес пулсираат во духот на Илинден. Секоја педа на македонската земја денес третери пред големината на телото на илинденци. Секоја педа на македонската земја денес сведочи за големината на битките кои биле водени. Конечно, денес секоја педа од македонската земја ја манифестира својата неизбежна приврзаност кон татковината. Истовремено, наследството на Илинден денес се слави и насекаде низ светот каде живеат македонци. Граѓаните на Македонија, распрскани по белиот свет, еднакво силно, како и нивните роднини и пријатели од татковината го слават овој голем ден. Црквите, манастирите и клубовите во Америка, Канада, Австралија, Европа и насекаде низ светот
каде што не има сведочат за Македонија. Оттаму, од ова место, ве повикувам да упатиме поздрав до иселена Македонија. Да упатиме еден огромен поздрав до нашите сограѓани надвор од границите на нашата земја и да им порачаме дека сите сме едно. Сите заедно сме Македонија. Сите заедно работиме и создаваме за Македонија. Почитувани гледачи, го проследивме говорот на председателот на Собранието Трајко Велјановски, кој генерално говореше за потребата од единство, толку неопходно во историјата на македонскиот народ и создавањето на македонската држава, но и за единството во актуелниот политички миг, кога Македонија веќе 2 години се соочува со длабока политичка криза и начинот за излез од неа. На овие теми ќе говориме денеска со нашиот гостин, Никола Србов. Добар ден, честит празник. Честит празник и на вас. Господине Србов, ќе го искористам како шлагворд овој дел од говорот на Трајко Велјановски, каде што повикува на единство. Единството не секогаш било присутно, но било важно во моментите кога постоело и во двата Илиндена, и 903 и 44, иако имало, се разбира, и недоразбирања од членовите, организаторите, идеолозите на двата Илиндена. Токму така, и пред Илинденското востание, пред првиот Илинден, и пред народно-слободителната борба, постоеле тие поделби внатре помеѓу македонскиот народ и помеѓу силите на македонскиот народ. Но пред секоја војна која се одвивала и помеѓу првиот и вториот Илинден, воглавно македонскиот народ се обединувал пред борбата и војството настапувал во најголем процент настапувал заеднички. Најголем доказ или показател за тоа дека обединетоста доведува до посакуваната цел е народно-ослободителната борба, кога немаше подвоеност помеѓу силите во Македонија и помеѓу самиот народ, и кога конечно го исполнивме сонот кој го и трасата ја завршиме која започна илинденците со првиот Илинден. И двата Илиндена се поткрајни со два сегмента. Едниот е воениот дел, борбата за ослободување од Отоманската империја, од турското робство и прогонувањето на фашистите од овие територии, но и се длабоко политички вткаени како идеологија, револуционерни движења, за кои имаше и тогаш, 903 и 44 политичка платформа, демократска, за создавање независна држава Македонија. Токму така. Значи, движењето во Македонија, за разлика од останатите балкански народи, поставуваше некои поразлични барања до големите сили. За време на Илинденското востание се поставуваше барањето за создавање на република, држава со републиканско уредување. Тука се оние познати зборови на нашите дејци кои велат доколку посакуваме да имаме крал, ние сега си го имаме султанот. Затоа се бориме кон создавање на држава која ќе има републиканско уредување. Така. Истото се случува со истата цел, се настапува и во борбата за време на народно-ослободителната борба. Но сето она што се случува по народно-ослободителната борба е веќе сосема друго прашање. Но резултираат со крупни, сериозни демократски одлуки, со силен капацитет на демократска власт и 44 и тогаш. Како наоѓате објаснување за овие луѓе кои што во тие времиња, за кои што можеби постојат предрасуди дека под еден терор на Отоманската империја и за време на Втората светска војна, имало идеолози, имало школувани луѓе кои што знаеле да ја моделираат контурите на современата македонска држава. Да, но знаете што е интересното? Тие луѓе живееле по тоталитарен систем во Османлиската империја. Значи живееле по тоталитарен систем. Они гледале што се случува во тој систем во Османлиската империја. Тие сакале тоа да го променат.
на крајот сакале да ја добијат и поддршката од останатите народности кои биле присутни на територија на Македонија. Со тоа сакале да ја добијат наклонетоста на целиот регион, па и на западните, на големите сили од тој период. Разбирате? Значи, еден народ кој толку долго живее под тоталитарен систем, тој гледа дека ако продолжи, например, ако уредувањето не го пропагирале тоа што го пропагирале, само би била заменета власт и би се добила нели истата држава со по друга власт, што се случи впрочем подоцна. Истото и пред народно-ослободителната борба. Тој народ живееше во тоталитаристички системи во трите балкански држави која поделија Македонија. Да. И логично е дека еден таков народ кој живее под таков систем за време пред почетокот на народно-ослободителната борба, при почетокот на Втората светска војна, да се приклучи на страната на Антантата или антихитлеровата коалиција. Иако имало преговори, нели, еден дел и да се влезе на страната на Оскато, но убедливо преовладале мислите дека треба да се премине на страната на Антантата. Добро, ми се чини дека во овој момент во Пелинце почнува дел од програмата, каде што се почнува со положување цвеќа, се очекува и говорот на председателот на државата Ѓорги Иванов. Може малку да погледнеме дел од атмосферата што во овој момент таму се случува. Господине Србов, оно што беше поентата беше дека и во такви тоталитарни системи, во едно време, невреме за македонскиот народ, истакнати и обични, и школувани интелектуалци раѓала Македонија, кои што знаеле да одберат вистинската страна каде што ќе застанат за да ја создадат Македонија ваква како што е. Токму така, значи ние во организацијата или во движењето во предилинденскиот период имаме луѓе кои се образувале, кои своето образование го стекнале надвор од границите на Македонија, дали е тоа Австро-Унгарија, дали е тоа Русија или некој од западните земји или пак некој од балканските држави, и тие луѓе се формирал тој став што подоцна го пропагираат меѓу народот. И пред се тука мораме да го земеме влијанието на револуцијата во Париз, над која почива тие темели за создавање на една република на Балканот. Кога говорите за француската револуција и генерално, можете ли по неколку реченици да го објасните тоа општествено политичко милје, да речеме пред почнувањето на Илинденското востание 903-та, каква потреба настанало тоа, на што се должи создавањето иницијатива за кревање востание и на кои темели се создавала таа платформа. Генерално во какво обкружување се живеело тогаш и зошто дошло до интензивирање на борбата за слобода. 1893 година се формира Македонската револуционерна организација. Тоа е моментот кога македонската борба преминува во незината најорганизирана фаза до тој период. Тоа е моментот кога започнува организираната борба на македонците. Македонската револуционерна организација немала за цел само да крене востание. Таа се надевала на етапи до создавање на македонска држава, со тоа што востанието била крајната цел или алатка за стигнување до целта. Значи, востанието не било целта, туку востанието било алатка за стигнување до целта, а тоа е создавање на држава и ослободување од тогашната Османлиска империја. Да, но значи самото обкружување самото општество каде што живеел тој народ, каде што не можел да го изрази своето етничко потекло, да ја развива својата култура, своето образование, да возобнови своја црква, го натерало да размислува кон тоа. Но таа се интензивира генерално после Берлинскиот конгрес.
Да. Интенцијата беше да го објасните тој дел на слабењето на турската држава во тој период, на војните и на тие политички Целата прилики кои програма, што ги повлекоа македонските целата програма на револуционери. организацијата се темели на точка 23 од Берлинскиот конгрес, со која се предвидува Македонија да добие еден вид на автономија, со човек кој ќе биде гувернатор поставен на да ја води оваа територија. И со таа точка подоцна Македонската револуционерна организација правно ја оправдува нејзината дејност и пред големите сили, и пред османлиските власти, и пред балканските држави. Османлиската империја од тој период навистина започнува да слабе, бидејќи со Берлинскиот конгрес се создава бугарската држава, Србија добива независност и Црна Гора добива независност. Од друга страна Русија ја создава се обидува да ја создаде таа така наречена Сан-Стефанска Бугарија, која нарекуваат денеска. Тоа е територија која зафаќа речиси половина Балкан. Токму во тој момент се вклучуваат сите големи сили во решавањето на источната криза. Практички Тоа е решавањето на на источната криза. Тоа е ревизија на Сан-Стефанскиот мировен договор. Практички тоа се првите елементи кои укажуваат на тоа дека Македонија можеби не станала независна држава, но добила елементи на автономност во рамките на Турската империја. Некои детали говорат за начинот на организирање на локалната власт. Се воведуваат реформи со кои христијаните добиваат право да влезат во администрацијата, добиваат право да влезат во војската без при тоа да ја променат својата религија. Претходно морало да се премине во ислам доколку сакаш да учествуваш во османлиската војска. Сега тоа право им било возможено, но клучниот момент, образованието кое било во склоп на црквата, црква која ја држале соседните пропаганди, не им било дозволено. Образованието е всушност темелот на една држава и создавање на една држава. Тоа продолжува подоцна и со Турската револуција, каде под притисок, нели, ми се чини султанот го менува уставот, го враќа и распишува избори или... Да, и потим имаме контрареволуција. Да. Значи... Како го објаснувате тој дел малце? Младотурската револуција е всушност обид Османлиската империја да ги спаси овие територии овдека каде што се на Балканот, да ги спаси да останат во незините граници. Биле свесни дека ги губат. Да, веќе биле изгубени. Младотурската револуција е всушност тоа, со неја се прекинуваат и мистерските реформи кои започнаа по Илинденското востание, кои беа наложени или договорени од страна на Австро-Унгарија и Русија. Откако забележаа дека навистина започнуваат да ја губат оваа територија, во тој момент ја започна Младотурската револуција со ветувања какви што нели дава во тој момент, но не се исполни. И потоа што следеше? Како тука Македонија доби шанса да има своји представници во... Видете, Македонија тука влезе со надеж дека навистина тоа што го пропагираат младотурците, дека ќе се добие некаква автономија, беше нели целосно разочарана, бидејќи сакаше да се прогласи така наречена отоманска нација. Сите кои живеат во рамките на империјата, во државата, да се нарекуваат отоманци. И тука македонците увидоа дека всушност не станува збор за никаква автономија, ниту пак за прилика да ги развиваат своите национални белези кои еден народ ги мора да ги развива за да создаде своја држава и понатаму да функционира во нејза. После пропаѓањето на некој начин на Кошевската република доаѓа до едно разочарување меѓу македонските револуционери, настанува еден период на вакуум, ми се чини, но потоа повторно доаѓа до реорганизирање на организацијата и таа борба не престанува, не? Така, во октомври месец се издава наредба од главниот востанички штаб за демобилизација на четите и складирање на оружјето. Потоа со реформите и со амнестијата која се дава од страна на империјата се бара да биде вратено оружјето во Австро-Унгарската амбасада, но македонската организација тоа не го прави. И јас на многу пати сакам така да кажам дека Илинденското востание всушност не завршува со тоа официјалното распуштање на четите, бидејќи ние потоа борби имаме и во наредната година 1904, 1905, 1907 се разгоруваат се уште повеќе и уште повеќе. Значи тоа продолжува, борбата продолжува да трае.
Вие следите отворената програма на телевизија Нова, додека очекуваме вклучување од Пелинци, говорот на председателот Ѓорѓи Иванов. Продолжуваме со нашиот разговор со господинот Никола Србов, таму каде што застанавме, таму каде што колегата Штарговски ја заврши својата репортажа околу организирањето на Илинденското востание, од она што може да се најде, се говори дека востаничките сили презеле нападни действија во сите востанички региони каде што се договарале претходно дека ќе започнат со активности. Востаниците од Крушевскиот востанички реон со концентриран напад го ослободиле Крушево, во Костурскиот востанички регион биле ослободени по големите населени места Невеска и Клисура, а во Лединскиот, Охридскиот, Преспанскиот и во Кичевскиот револуционерен реон се воделе жестоки борби. Тоа е делот на воената активност, но говоревме на почетокот дека овие револуционери, освен за пушка, се фатили и за писмо и создале елементи на државност, значи создале привремена влада, напишале манифест упатен до сите жители во тоа време на Крушево и до турците, и до албанците, до властите да создадат заедничка држава. Малку околу овие елементи на државноста на иницијативата создавање вакви демократски принципи. Како што рековме и претходно, значи луѓето во периодот не станува збор за некоја необразована маса на народ, чим постигнале да создадат толкава голема организација. Биле свесни кон што одат и биле спремни да го превземат ризикот. Така да Крушевската република и прогласувањето на Крушевската република е символика врвот во достигнувањето на македонските револуционери од овој период. Самото прогласување и правата кои ги даваат на останатите народности во Македонија, за тој период не биле сватливи не само за околните балкански држави, туку може да се каже слободно и за сите европски монархии. Значи ние во Европа во тој период владеат нели монархии горе-доле во најголемиот процент. Овие луѓе на една точка на Балканот прогласуваат република во која сите граѓани ќе ги уживаат сите свои слободи и права. Тоа е чувство за државотворност, која подоцна за време на народно-слободителната борба ќе биде превземена од самите партизанско движење. Добро, сега се вклучуваме во Пелинце, од она што го гледаме нашите слики, председателот Ѓорѓи Иванов се доближува до бината каде што ќе одржи говор. Да го проследиме говорот на Ѓорѓи Иванов. Почитувани граѓани на Република Македонија, почитувани потомци на нашите знајни и незнајни херои кои своите животи ги положија за татковината Македонија. Денес, на ден Илинден, во годината кога одбележуваме четврт век независност, ви го честитам најголемиот македонски празник. Овој четврт век независност се надоврзува на повеќе од 7 децении од Асном и повеќе од 1 век од Илинден 1903-та, но и многовековниот стремеж и борбата за слободна Македонија. Во овој четврт век се вткаени сите соништа и надежи за слобода, сите херојски подвизи и борби за државност, сите стремежи и потфати за независност и сувереност. Но исто така, во овој четврт век се вткаени сите предизвици и закани, сите поделби и сета нетрпеливост со која се соочуваме од мугрите на македонската борба за слобода. Драги сограѓани, по многовековното робство на ден Илинден 1903-та во херојско Крушево, нашите херои го кренаа бајракот на слободата и правдата. Илинденското востание не стави меѓу народите достојни за слобода. Но востанието траеше кратко. Битката беше изгубена, но борбата за слобода не престана. И веднаш по востанието низ Македонија се чу гласот на пропагандите што не обесхрабруваше. Премногу сте мали, премногу сте слаби, не можете сами. Пропагандите го посеа семето на поделбите и братоубиството. Започна да се придвижува спиралата на одмазда и реваншизмот. Балканските војни и Првата светска војна не затекнаа разединети, раскарани, закрвени. Затоа, како народ, бевме поделени. Ги искусивме најтегобните години од нашата историја. Години исполнети со присилни мобилизации и реквизиции,
репресии, прогони, асимилации, денационализации. Бевме втурнати во беда и во сиромаштија. Бевме ограбени речиси од се, освен од споменот за Илинден. А тој спомен го негувавме од година во година. Во 1903-та, веднаш по задушувањето на востанието, востаничкиот штаб истакна дека ќе го развиеме револуционерното знаме свитка на ова есен, за да блесне одново во поблагопријатно време, а тоа време е близу. 20 години подоцна сети дека Македонија ќе доживее втори Илинден. Во 1941-та, Покраинскиот комитет на чело со Методи Шаторов Шарло ги повика сите чеда на Македонија храбро да го чествуваат денот на Илинденското востание. Ченто беше еден од организаторите на нелегалните илинденски демонстрации во Прилеп. Кузман Јосифовски Питу пак порача дека споменот на Илинден треба повеќе од секој пат да светли пред очите на целиот македонски народ, пред лицето на сите честни и слободолюбиви македонци, сите што ја сакаат својата земја да дадат се од себе за остварување на еден нов, последен и победоносен Илинден. Од година во година старите борци и младите револуционери го одржуваа сеќавањето за Илинден. Го одржуваа бидејќи ја познаваа сплотувачката моќ на идејата за слобода. И бидејќи знаеа дека за разлика од претходно ја научивме лекцијата. Втората светска војна ја дочекавме подготвени и во борба влеговме сплотени. Во прогласот до народот на Македонија од јуни 1943-та, подготвен од Кузман Јосифовски Питу, се вели: и покрај сите тешкоти, нашиот народ е се поединствен и поодлучен во борбата против фашистичките окупатори. Создадени се сите предуслови за полно единство на целиот наш народ околу Народно-ослободителниот фронт. Нашиот народ никогаш немал таков погоден момент како што имаме денеска за остварување на својот вековен идеал слободна Македонија. Тој вековен идеал беше остварен на вториот Илинден. На првото заседание на АСНОМ беа утрени темелите на првата слободна македонска држава. Држава во која се гарантира слободата и равноправноста на сите нејзини граѓани, независно од верската, етничката или политичката припадност. Држава во која на секој граѓанин му се гарантира правото на лична сигурност, собственост и имот. На секој граѓанин му се гарантира слободата на совеста и говорот. Демократска држава во која секој има право да избира и да биде избран. Од првиот до вториот Илинден од Крушево 1903-та до АСНОМ 1944-та, како народ ние научивме една скапоцена лекција. А тоа е дека секогаш кога сме поделени, ние сме поробени. Секогаш кога сме сплотени, ние сме слободни. Имаме врска со Трново, каде што ми се чини, колку што можем да забележам, дека почнува говорот на председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, да се вклучиме во неговото обраќање од Трново. И светот. Почитувани македонци со потекло од македонскиот дел во Република Грција. Почитувани македонци од околните држави. Почитувани организатори на овој настан. Почитувани представници на Македонската православна црква. Драги гости, драги пријатели, почитувани присутни, дами и господа. Ние македонците денес го славиме нашиот голем празник Свети Илија Илинден. Илинден е и ден кога оддаваме почит на илјадниците смели мажи и жени кои во Илинденското востание и во антифашистичката борба ги положија своите животи на олтарот на татковината. Илинден е и голем ден во нашата историја, историјата на македонскиот народ и на граѓаните на Република Македонија. Ден кога секоја година се подсетуваме на нив, на нашите херои,
и нивните битки и жртви. Но истовремено земаме аманет дека нивното дело, нивните заслуги и придобивки, слободата која ја извојуваа, храброста со која не инспирираа, мудроста со која не просветлија, слободата и независноста за која тие се бореа и кои денес ги имаме, ќе ги одржуваме, негуваме, развиваме, почитуваме и од нив нема да остапиме. По никоја цена, во секаков ризик, при секој предизвик. И тоа треба да го знае секој, а најмногу ние самите. Гаранција на тој аманет се стотиците илјади македонски срца и души во Македонија, но и срцата и душите на македонците распространети по целиот свет. Затоа што ние сме едно ткиво нераскинливо, едно знаме, едно дело, една света и светла организација, една држава, една мисла и едно име – Македонија. Во тие срца и души има неверојатна сила која знае да носи развој, која знае да изражи и да истрпи, но која знае во дадениот момент да направи решавачка офанзива, за да покаже како си ја сака државата, која со крв, солзи, маки и пот ние македонците сме оствариле. Затоа што, како што вели Петре М. Андреевски, цитирам, племето наше е Пиреј и не го ништи ни една војска. Ама ти колку сакаш Кошкаја, Корнија, Кубија, таа пак не умира. Само малку да се допре до земјата и пак ќе оживи, ќе потера. Ништо неа ништи таа треба. Затворен цитат. Оваа максима, наша македонска, е најголемата вистина која треба да ја знае секој, дома и надвор, за да разбере дека ние сме слободен и слободумен народ, праведлив и правичен. Знаеме да сакаме и да почитуваме, дека сакаме пријателство и поле за културен надпревар меѓу народите, но и дека знаеме дека за секој македонец и оние кои тука живеат, и оние кои од различни причини животниот пат ги однел во тугина, нема друга матична земја освен Македонија. Како што сите знаеме и како што е кажано, земјата се ослободува со храброст и љубов, но голема и успешна станува единствено со делата. Несомнена е големата храброст и љубов со која и илинденците и јасномците настапуваат во утите битки со своите противници. Таа љубов која се распространуваше по македонската земја, љубовта кон земјата, љубовта кон семејството, љубовта кон народот и љубовта кон вредностите кои ги споделуваа. Таа љубов и нивната храброст е наша звезда водилка, нашата инспирација и нашата мотивација. Ако тие не се стремеа за слобода тогаш кога таа изгледаше недостижна, денес слобода немаше да има. Ако ние не се стремиме денес кон дела, успеси и развој нема да има. Македонија не е ослободена или пак изградена од страв, туку напротив од сила, од собствени залагања, од собствени сили, собствен труд и собствени жртви и силен стремеж за слобода. Ние македонците сме ги остварувале целите не затоа што сме биле нерационални, туку затоа што сме имале мудрост и трезвеност, способност за да се процени и да се донесат најдобрите одлуки во вистинскиот момент. Продолжуваме со разговорот со Никола Србов, историчар.
Мислам дека поминавме еден дел за Илинденското востание. Можеме да се навратиме на Асном, на одлуките на Асном. Она тригодишна борба против фашистите заврши со кронисување на првото заседание на Асном во Прокопчински. Таму беа донесени важни одлуки. Може ли малку да ги анализирате тие и првото заседание на Асном, генерално неговото значење како континуитет на Крушевската република и на Илинденското востание? Така, на државотворни одлуки тогаш добиваме државотворноста ние како народ, како што кажал и самиот Панко Брашнаров на првото заседание на Асном после 1000 години по падот на Самуиловото царство, повторно се здобиваме со сопствена држава. Таму се поставуваат контурите на современата македонска држава, се носат акти и документи за слободите и правата на народот кој живее во Република Македонија, за народностите кои живеат во Република Македонија, се кодифицира, се создаваат комисии за кодификација на македонската азбука врз основа на тоа што материјали кои претходно ги имале, речем од Крсте Петков, Мисирков и назад некои други автори, се кодифицира македонскиот литературен јазик на целата територија на Македонија, се носат закони за извршни и правни институции во државата, но во исто време на првото заседание на Асном се носат некои одлуки кои подоцна се косат со оние одлуки кои ги носи Јавној. Како на пример што е правото за приватна собственост кој Ченто сакал да се, навалувал за да се донесе тоа, инсистирал да се донесе тој закон за приватна собственост, но неколку месеци подоцна на заседанието на Јавној се донел закон за одземање на приватната собственост од граѓаните. Еден од законите кои подоцна ќе допринеси до голема политичка конфронтација внатре во самото југословенско општество. Да, тоа е веројатно решението гарантира сигурност на личноста и имотот, како и правото на собственост и честната иницијатива во стопанскиот живот. И се носи дека ќе се одзема имотот од, сега малку навлегуваме повеќе, но сепак дека ќе се одзема имотот од соработниците на окупаторот, но тоа довело до шпекулантство кај селаните. Доколку власта, например, знаела за некој конкретно дека соработувал со окупаторот, му го земал имотот, но за некого кого не знаела, барал информација од селаните, со граѓаните, и тука имало освета. Лесно е да се обвини дека... Да, лесно е да се обвини дека некој бил соработник, и тука доаѓа до конфронтација на самото население, и самото општество всушност создава кодошење внатре во државата или култура на кодошење едни со други. Да, тоа се важни одлуки донесени на Асном, каде што се удрени темелите на македонската држава. Рековте, тоа е президиумот, како уставно-правен документ, врз основа на кој треба да се создаде изгледа македонската федерална држава. Декларацијата за правата на граѓаните, во кој стои дека граѓаните се еднакви и равноправни пред законите, не гледајќи нивната народност, пол, раса и вероисповест. Тоа е буквално една современа држава која и се уште... Современи и апсолутно најдемократски одредби, и тие луѓе кои биле присутни на првото заседание на Асном навистина биле убедени во овие одредби, според нивната личност и карактер што го гледаме низ нивното делување, биле спремни да ги спроведат овие одредби кои биле донесени во однос на останатите народности во државата, во однос на демократијата, на слободата и така натаму. Слично како манифестот, Крушевскиот манифест, и тука се издава манифест до македонскиот народ. Во него, откако е направен пресек на дотегашната историја и борбата на македонскиот народ за слобода, се потцртува дека првото македонско народно собрание го прокламира пред цел светот своето праведно и неостапно сакање за обединение на целиот македонски народ. Така, тука се повикуваат и на декларацијата на Обединетите нации. Тоа сето се одвива пред присуство на представници од Велика Британија, САД и Советскиот сојуз. Значи, официјално меѓународно признавање на македонската држава се случува токму на Асном. А иначе, се извинувам, тоа што го спомнавте, манифестот е всушност континуитетот на борците од НОП, кои го превземаат од Илинденското востание.
Бидејќи вие за време на борбата на НОБ имате одреди, партизански одреди кои повеќето или речиси 80% ги носат имињата на стари илинденци од Илинденското востание. Тоа е прелевање на традициите. 50% да речеме од партизаните потекнуваат од илинденски фамилии. Нивните предци биле учесници во Илинденското востание. Тоа е еден ист народ и тие два датума еден без друг не можат. Не може Илинден да постои без Асном и Асном без Илинден. Доколку не се кренело востанието, нема да дошло до Асном, ниту пак ќе сме знаеле ние денеска дека на вистина сме македонци. Бидејќи ќе бевме подлежни под вистинска асимилација од страна на останатите држави. Од друга страна пак без Асном Илинден би бил само еден како да кажеме спореден неуспешен обид настан. Од многуте востанија кои што еден од многуте востанија, неуспешно востание и тоа е тоа. Но со Асном го ја потврдува неговата борба. Ќе прочитам уште еден мал пасус од овој манифест на јазикот на кој што е пишуван во тоа време кој што говорам. Иако македонскиот јазик нели се надоградува и се развива до сегашни денови. Жива материја. Жива материја. И со това ќе се тури крај на робството на македонскиот народ и сите негови делови ќе се создадат услови за искрена солидарност и мир меѓу балканските народи. Во обраќањето на македонците во Бугарија и Грција во манифестот се вели нека вашето участие во свеопштата антифашистичка борба им даде живот на принципите прокламирани на првото македонско народно собрание и нека ги избрише искуствените граници кои разделиат брат од брат, македонец од македонец. Тоа веројатно се мисли на поделбата на Македонија со Букурешкиот се мисли дека мислеле дека се уште се отворени картите за обединување на Македонија. Тој сегмент не е многу добро обработен во документите на Асном. Не е добро обработен, а и општо историографијата го нема доволно обработено сега за сега тој момент како тие се уште понатака гледале кон обединувањето на Македонија. Веројатно не може да само долуче зависели од давноиските определби. Така, но затоа после се случуваат неколку настани и во Скопје на цела територија на Народна република Македонија, кои водат кон желбата за обединување на цела територија. Но тоа предизвикало и активности кои што довеле па до реперкусии до оние кои што се обиделе да работат на планот на обединувањето. Токму така. Имаме Скопското кале, бунтот, Штипската касарна, имаме ликвидациите во Велес, ликвидациите во Кумановско. Централните власти, федералните власти со се поголемата централизација на власта во државата, сметале дека со таков пресек и со такви брзи и одлучни акции и ликвидации ќе допринесат до затврстување на власта во Македонија преку влевање на некаков страв кај населението, во што и успеале всушност. Иако на вакви денови, важни, светли моменти од историјата на Македонија, кога се создавала државата, кога се создавала и свеста за самостојност на македонскиот народ, на јазикот, на темените на нацијата, всушност, сепак мораме да споменеме дека, бидејќи тоа го спомена и повеќето од говорниците денеска по овие поводи, и председателот на државата, и председателот на Собранието, председателот на ВМРО ДПМН, уште го немаме слушнато говорот на премиерот во Крушево, но сите повикуваат на единство, затоа што изгледа тоа било константа. Паралелно се одвивало и единството и неединството, и една синтагма револуцијата си ги јаде своите деца. Ми се чини дека тоа се случуваше и по Крушевската република, и по Асном. Врвните личности кои беа дел од историјата, беа подоцна прогонети, апсени, подобите продолжија. Конфликтот внатре во самото македонско ткиво, кој се создава и по Илинденското востание, најмногу се разгорува помеѓу двете светски војни, истото се случува и по создавањето на македонската држава за време на Асном. Значи, имаме поделба и по самото Илинденско востание, која се обидува да ја доведат во ред, да ја смира страста на Рилскиот конгрес. Тоа е неуспешно. Потоа таа борба, меѓусебен конфликт продолжува, но како што кажав и на почетокот, пред секоја војна и пред балканските војни се закупувале секирите, немало меѓусебна борба. Од кога ќе завршала војната,
повторно продолжувале меѓусебните ликвидации. Исто било и пред Првата светска војна, пред почетокот на војната, иако организацијата и македонскиот народ не учествувал толку активно во Првата светска војна, бидејќи во нејзе не гледал свој интерес, биле свесни дека тоа ќе биде потврда на поделбата на Македонија од Букуреш во Версај, како и што било, но по крајот на Првата светска војна повторно започнуваат поделбите и ликвидациите внатре помеѓу македонските дејци. Имаат некои бројки со кои се претпоставува дека во тој период биле ликвидирани речиси 4000 македонски интелектуалци. Тоа е една огромна бројка за еден народ, за еден балкански народ, кој со ликвидацијата на толкав број на интелектуалци и дејци всушност го оставил бос народот кој требал да го поведе подоцна во Втората светска војна. Ние во Втората светска војна настапивме со млади сили. Немавме многу од старите сили кои ќе го поведат народот, бидејќи тие беа или ликвидирани или некаде во Софија, Белград или не знам каде. Главно ликвидации се случува внатре, меѓу самите македонци. Да, тука збориме за меѓу самите македонци ликвидации. Поделба. Но историјата на македонскиот народ едновремено е исполнета и со надворешни влијанија, пропаганди, да го наречеме тоа што сега го видиме меѓународен фактор, но тоа претежно биле соседите, со нивните аспирации, но поддржани од големите сили и тогаш меѓу кои Македонија немала свој пријател. Така. Дали таа традиција треба да продолжи натаму? Дали ние конечно треба да се ослониме да стекнеме меѓународно пријателство кое што ќе на некој начин ќе не влече во овие евроатлантски интеграции сега? Значи, поделбата по надворешните влијанија е најкатастрофална што може на еден народ да му се случи. Ние до пред известно време бевме сведоци, па и денеска сме сведоци на некои испади како некој некого нарекува бугарофил или србофил или гркоман. Видете додека во грчкото, бугарското и српското општество уште во 19 век се делеле на англофили и русофили, да речеме, нели на големите сили, имале партии кои се наклонети кон големите сили. Ние сме се делеле на овие малите балкански народи, со самото тоа сме се ставале како второстепен народ и тоа денеска во 21 век да го правиме е навистина тажно. Вие не сте политичар, меѓутоа политиката е актуелна, таа најчесто се заснива на историјата. Овие повици за обединување веројатно треба да значат навистина дека во овој век во кој што живееме, на кој веќе имаме изградено своја држава, прашањето е само како да ја додемократизираме, како економски да развиеме и да ја вклучиме во меѓународниот свет на држави како равноправна членка, а не како нешто за подкосурување кое што се уште е цел на некој од соседните земји или можеби на некој од големите земји. Јас по вициве сега што беа одржани говорите за обединување, не ги гледам како проформа. Значи ние сме денеска сериозно загрозени со оваа поделба. Доколку се продлабочи оваа поделба ќе биде загрозена државата. Не смееме да дозволиме, значи да се вратиме на минатото и да учиме од него. Не смееме да дозволиме да стигнеме до ивицата на амбисот за повторно да мора тогаш да се обединуваме. Треба да се обединиме со време, за да спречиме да дојдеме до ивицата на амбисот каде би паднале во некој иден конфликт. Тоа е веројатно тешко да се постигне, додолку повеќе што она класична поделба која во историјата важела за најголемиот број на организацијата на ВМРО, на левица и десница, веројатно продолжува и сега со друга форма каде што не имаме едни конзервативни деснически партии, и не само кај нас, секаде во светот и оваа левицата на која што се говори. Можно ли е, веројатно тие не може да се обединат во една партија, меѓутоа Така, но да се помират во интерес на државата. Значи, или да ги прекинат конфронтациите во интерес на оние државата. кои што се однесуваат на стратешките интереси, веројатно. Стратешките интереси пред се збориме, а внатре идеолошки како се поставени во однос на економијата, на уредувањето, на такви работи, тоа е демократи и секој човек има апсолутно слободно право да работи на една програма или на друга програма. Но во стратешките моменти во државничките интереси мора сите да се обединети. Тука нема отстапување, бидејќи секи имаме што да изгубиме. Порано немале што да изгубат. Ликвидациите течеле, се ништеле едни со други, немале што да изгубат. Денес имаме што да изгубиме. Тоа е уште пострашното. На што главно се должеле разликите кои што бидат толку остри што доведувале до физичка ликвидација? Навистина се работело за идеолошки разлики или се работело за некои други прагматични борба за власт и така натаму? И навистина имало
имало битна разлика во тоа Вака, како да се постигне судирот кога главната започнува- цел независна Македонија. Така, судирот кога започнува по Илинденското востание нема никакви идеолошки разлики. Значи не постои во тој момент идеологија левица и десница. Во времето на пред Илинден, така? Не, постои веднаш по Илинденското востание зборувам, кога настапуваат сушност поделбите, длабоките поделби. Тогаш се делат на така наречени централисти, децентралисти или конзервативци и реформатори. Се појавува една нова група која смета дека организацијата треба да продолжи на друг начин да делува и оваа конзервативците, старата група која смета дека треба да продолжи да функционира по централизиран систем на стариот начин. Но едните и другите имаат истата цел. Тоа е ослободување на Македонија и создавање на македонска држава. Со текот на времето, веќе по Првата светска војна, кога навлегува идеологијата на територија на цела Европа, појавата на комунизмот и така натаму, започнуваат да се делат и идеолошки. Но тука имате вие судири ликвидации врз лична основа, лично нетрпение и пред се е за превласт натре во самата организација, која струја да ја предводи организацијата, а второстепено идеолошкото. Значи, едните и другите се декларираат за создавање на македонска држава, но овие сакаат на едниот начин, овие сакаат на другиот начин. Едните сакаат со помош на западните сили, едните сакаат со помош на Русија, или да речеме со помош на Оската или со помош на Антантата. Тука настапуваат идеолошките, оние вистински идеолошки разлики. Тоа се пренесува и 44-та, 45-та по војната. Значи Ченто е уапсен, Венко Марковски е прогонет. Не, видете, важни тука- личности, Да, но тука создаватели веќе на... нема идеологија. Ченто бил победување, бил комунист, иако не бил член на комунистичката Да, партија. и тие би биле ВМРО-вци или членови на Македонската револуционна организација. Знаете што е ВМРО, проблемот? Родински Што или без веднаш разлика. по создавањето на федерацијата започнува гонењето по апсењето на Методи Андонов Ченто, македонскиот народ осеќа дека ги губи своите представници пред федералните власти. Со носењето на Лазар Колишевски. И во тој момент, посебно во 46 година, се појавуваат тие ВМРО-вски групи. Добро, еве гледаме слика и од големиот народен собир во Крушево, каде што се очекува наскоро своје обраќање да има премиерот Емил Димитриев. Ја поканувам делегацијата на Собранието на Република Македонија да положи цвеќе на споменикот на бранителите на Крушевската република. Ја поканувам делегацијата на кабинетот на председателот на Република Македонија да положи цвеќе на споменикот на бранителите на Крушевската република.
Ја поканувам делегацијата на Генералштабот на армијата на Република Македонија да положи цвеќе на споменикот на бранителите на Крушевската република. Додека го очекуваме обраќањето на премиерот, продолжили уште малку се разговорот околу политичко-историските аспекти на прославувањето на овие два празника. Имаше обиди, имаше тенденции да учествуваме заедно со некои од нашите соседни народи. Можно ли е тоа политички? Можно ли е тоа историски? Со оглед на големите разлики што постојат меѓу нас околу вистината во историјата и колку било соодветно тоа, на некој начин помирување, како што други европски држави кои што биле во војна се помириле, па можеби чествуваат заедно. Видете, Франција и Германија се помирија со тоа што бидејќи војуваа едни со други. Значи збориме конкретно за илинденскиот период. Тргаме сега на страна Асно, за кој бугарската држава конкретно сака да го чествуваме заедно. Ние во тој момент немаме конфликт. Што да помируваме? Тука доаѓаме до ситуација дека немаме ние што да помируваме за илинденскиот период. Ние не војуваме со бугарската држава, македонскиот народ не војува, туку војува против официјално војува против Османлиската империја на страна ги ставам пропагандите. Германија и Франција не се соодветен пример за конкретно за илинденското встание, бидејќи тие се помируваат како два народи кои војувале едни со други. Кај нас тоа го нема. Мојот личен став е дека не можеме ние заедно да го чествуваме. Нешто што е наше. Нешто што е наше, значи не тоа да го сваќаме сега како нешто себично, тоа е наше, тоа припаѓа на целата историја и на регионот и на светот. Но едноставно чествувањето припаѓа на Република Македонија, додека бугарите може да дојдат како гости или како нешто, не знам, слободно да дојдат, но чествувањето официјалното мора да биде само од институциите на Република Македонија. Нивното изучување на македонската историја, која они при тоа ја нарекуваат бугарска и нас не негираат, они може слободно да изучуваат. А интервенции во чествувањето, јас лично не би се согласил. Бидејќи тоа повлекува многу други подпрашања. Како тогаш ќе го славиме вториот Илинден, бидејќи се низ ден. Да, така. Дали бугарите тогаш ќе се, бидејќи тука веќе сме директно во конфронтација со нив. Бевме окупирани од бугарската држава. Таму војуваме директно против нив. Тука можеме се помириме, они да признаат грешката. Нели? Да. На таа точка. А во однос на илинденското востание нема на која врсостов на што да се помируваме, а за славењето мојот став е тој дека треба ние самите да си го прославуваме востанието со присуство на гости од целиот свет, кој од каде сака да дојде. Зошто постојат разлики, историски разлики за исти настани во две држави? Не историјата треба да се темели на факти или сепак во, како велат, историјата ја пишува победникот и историјата пишува сопствениот народ. Но сепак постојат и факти кои што се единствени, кои што можеби не треба да постојат големи разлики за точки кои што се јасни. Во фактите не се разликува македонската и бугарската историографија. Значи факт како факт, што кога се случило, што кога се кажало, што кога било. Тоа е апсолутно Она што е повест хрватите што го велат. Да, значи тоа немаме тука никакви разлики. Ние имаме разлики во толкувањето. Па дури ни во толкувањето, целта ја знаат и едните и другите. Но бугарите инсистираат кон тоа дека станува збор не за македонци, туку за бугари, кои се залагаат за присоединување на територијата на етногеографска Македонија кон Бугарија, а не се залагаат за создавање на независна македонска држава. Тоа се разликите. А иначе фактите и едната и на другата страна се апсолутно исти. Нема бегање од нив. Така. Добро, предлагам повторно да се вклучиме во Крушево, да видиме каква е атмосферата. Немаме слика од Крушево. Се надевам дека во текот на емисијата ќе добиеме дали можеме да погледнеме некои од прилозите што се подготвени за оваа пригода, а потоа ќе видиме како ќе се одвиваат работите со големиот народен собир во Крушево.
Наум Томалевски и Тодор Христов се двајца можеби не толку афирмирани дејци од илинденскиот период, но премногу значајни за револуцијата и за борбата за слободна Македонија. Денов везе Илинден, Крушево го посетија правнуките и на двајцата револуционери, кои што дојдоја тука од Софија, Бугарија. Наум Томалевски е роден на 14 април 1882 година во Крушево и е еден од најзначајните дејци и интелектуалци кои ја шират идејата низ цела Европа за независна Македонија. Тој се смета на еден начин и за првиот дипломат на организацијата, што ја афирмира македонската кауза во светот. Живеел во куќата каде денес е сместен музеот на Илинденското востание. Неговата правнука, Тања Србинова, која што е внука на сестрата на Томалевски, Василка Томалевска. Со емоции и солзи секогаш ја доживува посетата на Крушево и родната куќа на незиниот прадедо. Какви спомени се будат кај вас кога ќе дојдете тука во оваа родна куќа каде што живеел вашиот прадедо? И моята баба. Вашата баба. Да. Много се вълнувам. Што знаете за него? Дали ви кажувале нешто вашите предци? Да, целият род е бил много революционен, много борчески, много патриотични, настроени хора, честни, скромни, интелигентни. И те са пример за нашите поколения, за мен и за моите деца и за целия род. Да. Ние се възхищаваме от техните идеали и почитаме техната памет. По кој пат сте во Крушево дојдени во Македонија? Преди много години бяхме с моята баба, когато беше жива. Поканиха ни тук на едно честване на Илинден и бяхме много щастливи. Миналата година дойдох с моя син, който живее в Америка и 10 години не беше идвал в България. И трябваше да дойде за 5 дена само. И преди да пристигне в София, ми каза: майко, моля ти се, като дойда в България, да отидеме до Крушево. И така, всички почитаме нашия род. Сите ваши предци се револуционери. Точно, да. И сите загинале за идеалите. Точно, да. И всичките са пример за нас. За честност, за смелост и за правда. Томалевски е убиен од страна на Ванчо Михајлов во Софија 1930 година. Кога зборуваме за препознатливи личности од Крушево и кога треба да ги определиме параметрите за обичниот гледач, можеме да кажеме дека она што е Никола Карев за време на Илинденското востание како препознатлива личност, за периодот меѓу двете светски војни буквално можеме да кажеме дека тоа е Наум Томалевски. Е извршена ликвидација во неговиот дом во Софија при приликата кога што Наум Томалевски излегува во дворот од својата куќа. Претходно бил известен дека се подготвува негова ликвидација и имал собствено обезбедување од крушевскиот илинденец Васил Настев Мицковски. Меѓутоа, според фамилиарниот обичај, излегол да засади дрвце на 40-тиот ден од неговото одраѓањето на неговото дете и тогаш е убиен со од истрел на оружје од соседната куќа и е убиен на самото место. Крушево го посети и правнуката на Тодор Христов, Елена Петрова. Христов бил голем воен стратег. Роден е во Софија, инаку тој е човекот кој бил дизајнер и креатор на легендарното Црешово топче. И оној кој што го направил планот за напад и за вземање на Крушево на 2 август 1903 година. Петрова е внука на сестрата на Христов, бидејќи тој не оставил свој пород. Всъщност много малко се знае за Тодор. Може би ще излезнат още от архивите, нашите семейните архиви, неща за него. Много се надявам, защото имаме много. Баща ми много пишеше и има много информация, но аз не съм я преровила всичката. Вероятно има още неща. Надявам се да намерим още. Миналата година изрових една снимка, адресирана до баща му. Разбрахме каква е фамилията на дедо Христо. Нали? Той е Тодор Христов, баща му е Христо. Фамилното му име не се знае. Вероятно е, а той е Данев. Значи някаква фамилия Даневи в Велес. Колко често доаѓате во Крушево? Аз съм за 2 път в Крушево. Надявам се да идвам пак. Идвах преди 3 години, пак по този повод. И така обиколихме тук, ходихме на Гуменя, ходихме на Мечкин камен.
Ей така самостоятелно. Тогава се запознахме с Зоран Бугески и сега поддържаме връзка с него и обменяме информация. Кой каквото разбере, обменяме информация, дано да се открият още неща. Но наистина е много оскъдна информацията. Няма, в архивите има много малко. Тодор Христов загинува во септември 1903 година во близина на Скопје, кога се повлекуваат од Крушево. Непосредно пред востанието, истиот влегува заедно со Карев во градот и го изработуваат планот за завземање на градот, како подоцна и за одбрана на градот. И е човек кој што нормално ја знаел моќта и силата на трешовите топчиња, меѓутоа ја сватили сатисфакцијската улога и функција и еден од нивните конструктори, кој што и прв успел да го испроба на умење на посебна и свечена церемонија. И Србинова и Петрова истакнаа дека и понатаму ќе доаѓаат да ги посетуваат родните огништа на нивните предци и дека во тој дух ќе ги воспитуваат и своите деца и своите внучиња. Одиме веднаш на големиот народен собир во Крушево, каде што веќе почна обраќањето на Емил Димитриев, премиерот на Република Македонија. Сосема свесни решиле со својата крв да остават патокази за следните генерации, да знаат каде да се движат, да знаат кој е вистинскиот пат. Крушево е место со безброј такви патокази. Каде да се свртиме, каде да погледнеме, се чувствува тежината на големите битки, тежината на големиот празник кој денес го славиме и тежината и значајноста на идејата. Се чини дека секој камен, секое дрво и секоја билка тука крие своја приказна за минатото. Една од големите битки во кои линденските востаници ја бранеле Крушевската република била битката кај Слива. Во оваа битка, високо во планината, од една страна биле 40 комити, а од друга страна 20.000 војска која доаѓала да го задуши востанието. Комитите можеле да се повлечат, но така само ќе го олеснеле противничкото продирање, а со тоа ќе било и загрозено и излекувањето на другите востанички сили и излекувањето на самото население на Крушево. Одлучиле да останат и да се борат до крај. Со четата командувале Диме Смугрев и Ѓорѓи Стојанов. Токму на тоа место, на Слива, се наоѓала и нивата на војводата Ѓорѓи Стојанов, нивата на неговите предци, нивата на Стојановци. Тоа е татковината, а татковината треба да се брани. Ако неговите предци таа нива ја залевале со пот, судбината налагала тој како војвода да ја залее со својата крв. Така и било. Пред самиот судир, војводите се обратиле со зборовите: браќа, часот е голем, непријателот е пред нас, но и примерот за саможртвување е пред нас. Да докажеме дека сме корави македонци, упорни борци и доблесни синови на родината. Од височините на Бела вода, Македонија ќе го гледа нашиот подвиг. Смртта станува неизбежна, но еднаш прифатена, таа треба да се пречека достоинствено. Така и завршила ова битка, достоинствено до самиот крај. Востаниците се бореле до последниот куршум, а со последните куршуми решиле да се самоубијат, за живи да не паднат во рацете на непријателот. Турските офицери, изненадени од херојството и саможртвата на овие јунаци, наредиле војската што минала покрај нивните трупови со истрели во воздух да им одаде почит. Почитувани сограѓани, денес ние одаваме почит кон илјадници вакви битки, кон илјадници знајни и незнајни јунаци кои ја прегрнале смртта
за да го одбележат патот кон слободата. Таква е нашата историја, тешка и емотивна. Дури и спомените за неа се тешки за раскажување. Таква тежина е сосема доволен притисок за постојано да бидеме свесни што е тоа што го немале нашите предци во минатото, а што го имаме ние денес. Што е тоа за што порано се гинело, а денес ние го живееме. Тоа е сопствената држава и слобода во секоја смисла на зборот. Слободата на сопствен идентитет, слободата да се зборува на својот мајчин јазик, да се образува на својот мајчин јазик, да се пее и твори на својот мајчин јазик, без при тоа никој да биде презиран, навредуван и малтретиран. Денес секој може да ја развива својата култура на начин на кој тој смета дека треба да ја развива, без при тоа да биде осудуван и прогонуван. Денес секој може да се одбере својата религија и да верува во неа без никакви притисоци и присилби, да се откаже од истата и да премине во друга. Таквата слобода е скапо платена и како таква треба да се цени и почитува од секој граѓанин на оваа земја, како и од сите други граѓани на другите земји. Илинденското востание било само една етапа, еден потик за следните генерации да го продолжат копнежот за слобода и сопствена држава. Како што ќе каже Кочо Рацин во предвечерието на Втората светска војна. Илинденското востание не го доврши патот за слободата. Тоа само го почна тој пат. Поправо само го покажа за тие што вистински се борат за вистинска слобода на Македонија. И баш за това, оти тој пат не е довршен. Оти само ако по него се тргне, ќе се дојде до слободата на Македонија. Баш за това ние младите, напредните синови на оваа поробена земја, треба да го цениме и учиме Илинден, за да би ја постигнале целта на својата борба и слобода на Македонија. Тоа беше и последниот говор, последниот собир денеска одржан по повод двата Илиндена од Илинденското востание и првото заседание на АСНОМ. И ние тука ќе завршиме со нашиот гостин Никола Србов, во кој што од историски аспект отворивме некои прашања кои што можеби се уште се актуелни. Вие сте историчар, предпочитам дека историјата ја ви во преден план, држејќи се веројатно до она латинска поговорка историја е магистра вите, историјата е учителка на животот. Во неколку реченици, каква е историјата на македонскиот народ? Дали треба да се навраќаме за да можеме да одиме и напред? Или има и сегменти кои што можеби некојаш ќе не кочат, бидејќи западните цивилизации, западниот свет често не советува да не се враќаме многу на историјата, бидејќи треба да гледаме напред. Како да ги споиме овие две работи, историјата, нашето минато и она што следи, што не очекува, што треба допрво да го создаваме за независна Македонија? Видете, без историја, сам позната фраза, не постои иднина. Тоа ви доаѓа како без родители човек не може да постои. Без баба и дедо, негови и предци, не може да постои. Не може да не се враќа наназад да види што се случило и да свати зошто он всушност постои. Само на Балканов мислам дека на овие простори постојат фразите како од типот на историјата се повторува. Историјата се повторува ке оние луѓе кои не ја научиле, и оние народи кои не ја научиле. Ке оние народи кои ја научиле историјата, ќе научиле грешки од историјата, таа никогаш нема да се повтори. Затоа сметам дека кога збориме за навраќање кон историјата, не мислиме на навраќање во тие стари времиња на општеството. Туку да се навратиме, да видиме што се случувало во нашата историја и во светската историја, да ги научиме грешките од историјата, година да не се повторат, но се разбира да ги извлечеме и позитивните нешта кои се случувале во историјата и по истите повторно на истиот начин да постапиме за да стигнеме до светла иднина. Да, но јас ќе се навратам на уште една поговорка. Историјата пишуваат победниците и токму затоа, тоа се однесува веројатно на македонската историја, постојано недостасуваат некои страници од историјата во зависност од тоа која идеологија во моментот е на власт. Може ли тие страници се залепат и се
таа книга, историска читанка да стане една и единствена без разлика на разликите што можеби постоеле во историјата за создавањето на оваа држава. Се разбира дека може. Значи, историјата ја пишуваат победниците. Денеска јас како фраза не ја признавам. Дека секој народ денеска се пише сопствената национална историја. На сите национални истории на Балканот треба да се најде модус како би биле прифатени и сите да влезат, да речеме, тој европски тип на размислување, да влезат во еден учебник, но сето тоа да биде потврдено од секој народ. Доколку не биде потврдено од секој народ, тоа не е возможно. А во самиот народ постојат разлики околу во коментирањето, како што коментирањето некои историски настани. Коментирањето е едно. И затоа се скинати некои страници или се избришени и се поинаку толкувани и тоа постојано ни се влече како опашка. Ако сакаме да ги надминеме тие разлики, кои што видите вие, да можеме да одиме напред, да ги научиме грешките, да научиме нешто од тоа, ќе треба веројатно да напишеме една друга историја и да ги составиме страниците што не достасуваат. Не, токму тоа сакам да кажам. Тие разлики се појавуваат кај народот. Во науката тие разлики ги нема. Горе-доле историографската фела околу сите настани има заеднички став. Се разликуваме по некои маргинални прашања или личности нивната дејност, но по клучните прашања се согласуваме. Значи, ние треба тоа што историчарите го пишуваат и го зборуваат, народот да почне да го прифаќа. Кога сме во прашањето за историјата. Треба да ја послуша науката и да го прифати тоа што го кажува науката. А науката нема големи разлики, верувајте. Околу клучните настани ставовите ни се, да не речам, близко. Не израмнети, но близко, така. Добро, ви благодарам што бевте гостин на овој важен и свечен ден, 113 години Илинденското востание, 72 години од првото заседание на АСТОМ. Нека ни се вечни овие празници и многу генерации да ги слават на соодветен начин.